Мисовски, почитувана колешка Симевска, доколку некој кој што не е од Македонија, внимателно го слуша вашиот говор, ќе каже дека ова е говор за, да кажеме, Швајцарија. Се е розово, загадување нула, нема невработени луѓе, капитални инвестиции многу, странски инвестиции многу, се е розово, земјата цвета. Или како што би рекле вие, на прав пат сте. Но, ќе мора да ги тргнете розевите очила, почитувана колешка, и да се соочите со реалноста која што е сурова и која што не е така како што вие велите дека е. Јас ќе се задржам на неколку поенти од вашиот говор, а тоа е дека прво кажавте дека после победата сте реализирале два реални буџети. Прво морам да ве коригирам, вие Социјалдемократскиот сојуз никогаш немате победено на парламентарни избори. Последната победа немавте победа. Пост изборниот инженеринг е сосема друга работа. Кажавте дека во 2,5 години сте се посветиле многу на економијата, повторно неточен податок. За овие 2,5 години се посветивте на нешта која што не ги ветивте, а ги остваривте. Впрочем, вие само тоа направивте. Сменивте име, пореметивте идентитет и направивте нешта кои што ќе бидат со долготрајни последици во оваа држава. Почитувана колешке, имаме најголем буџет досега. 4 милиарди евра. Во времето кога ВМРО-ДПМН предложи буџет од 2,5 милиарди евра, не бевте вие тогаш пратени, не би сакала таа реторика да ја повторувам, не знаете како беше тука во оваа сала, па и надвор од салата. Овој буџет вие го нарекувате вложување во човечки капитал, но сите знаат, особено оние кои што ја следат проблематиката, е само и само предизборен подкуп. Значи, истовремено треба граѓаните да знаат дека со буџет од 4 милиарди евра пред само 2 дена, ова парламентарно мнозинство за 20 минути државата ја задолжи со фантастични 300 милиони евра. Што значи тоа? Тоа значи дека немате компас каде одите и дека сте најнеспособна влада до сега. Ви благодарам. Благодарам.